Почитувана колежки, се обидувате да ги релативизирате работите. Факт е дека институциите во ова држава не функционираат. Велите да, Македонија се наоѓа таму кај што се наоѓа по перцепција на корупција, не почитувана колежки. Македонија се наоѓа точно на 111-тото место според Transparency International по корупција. Самите знаете дека за неколку години ги дуплиравте бројките, односно местата, од 60, околу 60-тото стигнавме до 111-тото. Факт е дека 70% од граѓаните имаат недоверба во правосудниот систем. И ова е факт. Не се обидувајте да ги релативизирате работите. Како што вашите носители на функции од премиерот до вице-премиерот за борба против корупција вели грешка е, граѓаните имаат погрешна перцепција. Затоа бил ваков индексот. Не ги обвинувајте граѓаните и одговорноста за ваквата состојба има име и презиме. Влада на Република Македонија. Во моментот извршната власт е таа која што е директно одговорна и да не ги релативизираме работите. Директно одговорна за целата ситуација во која што се наоѓаме. Со самото донесување на оваа стратегија, за која што се согласивме и потполно се согласувам, пак ќе повторам, дека е стратешки документ, со самото тоа, колку само имаме нотирани проблеми и пропусти, кои што се иницијатори или услови за зголемување на корупцијата, можеме да претпоставиме, односно можеме да видиме во каква состојба ни е државата. Не ни функционираат институциите, почитувана колежки. Знаете како велат? Ја знаете она, правдата без сила е немоќна, меѓутоа силата без правда е тиранска. Тоа е власта на СДСМ. Тоа е власта на СДСМ, почитувана колежки. Но, ајде да се навратиме на еден сегмент кој што покрај тоа што сакавте да ги релативизирате работите и целосно да ги намалите, да ја намалите одговорноста на оние кои што во моментот се најдиректно одговорни и не заборавајте дека на власт е веќе со техничката влада околу 5 години. Во делот на државното правобранителство. Недоволна ефикасност и транспарентност во работењето е проблем и кај државното правобранителство, поради слабости во законот за државно правобранителство. Ова е констатирано од страна на комисијата. Вели вака, во точка 1, зависност на правобранителството од владата во однос на утврдување на бројот на државни правобранители седишта подрачја. Невоспоставено оценување на државните правобранители како начин за верификување на нивната ефикасност и ефективност. Еден државен орган, како државното правобранителство, кое што е должно да се грижи за државниот имот, за сите права и да ги штити правата на државата. Вие го ставате во една положба на подчинетост и било каква несовпаѓање со мислењето на извршната власт, вие, извршната власт, наоѓате за обиколени начини како ова да се протне и да ги злоупотребите и законодавниот дом и извршната власт. Овде е и председателката, значи еклантантен пример за тоа кога владата имаше одговорност во однос на купопродажниот договор со Гама. Државното правобранителство имаше дадено негативно мислење. Го заобиколивте со носење на посебен закон во законодавниот дом на Република Македонија. Од овде произлегува дека секој граѓанин кој што има било каков проблем во Република Македонија, дали од имотно правен проблем или било каков проблем во било која управна постапка и институција, може да се обрати до владата и со посебен закон да му биде решен проблемот на секој поединец. Избегнување на одговорност не смееме да дозволиме на носителите на извршната власт, кои што континуирано ги користат своите позиции за моќ и превласт и за бенефити, а кога имаме за одговорност, избегнуваме и ги заобиколуваме со донесување на закони за да се озакони нешто што не е законско. Конкретно, кога зборуваме веќе за државното правобранителство, бидејќи сакав да ви го напоменам овој сегмент, станува збор и за градежното земјиште, уредувањето, го начнавме, меѓутоа сакам да им потенцирам и на
покрај вашето излагање и на самата комисија дека доколку сметаат дека урбаната мафија која царува во Република Македонија и во секој град и село имаме урбана мафија која на големо гради и ги злоупотребува ресурсите на Република Македонија преку земање на одредена парцела со една намена, пренаменување со или деталните урбанистички планови или со АУП, значи пренамена и злоупотреба класична на она што било наменето и што била интенцијата на оној кој што го донел и генералниот и деталниот урбанистички план. Такви примери сме обсипени. И ако антикорупцијска комисија смета дека само со измена на законот за градење во насока на задолжително иницирање постапка за одземање на лиценцата за надзор на правното лице доколку е констатирана неправилност со прикачување на невистината состојба. Со прикажување, се извинувам, на невистината состојба, ќе се реши овој урбан хаос. Лично сметам дека нема да се реши и таму имаме многу посериозни и длабински проблеми во царување на ова урбана мафија која е во спрега со носителите на извршната власт. Мислам дека овде треба да се прошират насоките во насока на подобрување на законодавството и одговорноста пред се на она делот каде што се зема за една цел, а се употребува за друга цел. Истото сакам да се надоврзам, бидејќи овде е пак одговорно државното правообранителство и за продажбата на земјоделското земјиште, бидејќи и самите елабориравте дека и во однос на земјоделското земјиште, со продажбата на земјоделското земјиште ни се најавува нова феудализација во Република Македонија. Почитувани, разговаравме за ова и самата комисија констатира дека менувањето на правниот статут треба да се промени комисијата, односно начинот на кој што ќе се продава земјоделското земјиште и условите како ќе се продава, бидејќи и таму ќе ни се случи истата мафија како што ни се случува со урбаната мафија. Ќе се откупат парцели по услови по кои што и ние самите нема да бидеме свесни, нема да знаеме, бидејќи сите овие имаат инкорпорирано своји луѓе на клучни позиции за злоупотреба на овие договори, склучување продажба на земјоделско земјиште. Тоа е трајно пренесување на правото на собственост. Не е ниту концесија, не е ниту давање на краткорочен, односно долгорочен закуп или концесионирање. Ова станува збор за трајно пренесување на собственоста на приватни лица, кое што сметам дека треба посериозно да се пристапи, исто како што предлага и самата комисија, дека мора да имаме менување на правниот статус на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост како самостоен орган на државната управа основана од Собранието на Република Македонија преку носење на закон. Да, поголема одговорност, постручни луѓе во однос и на правата и обврските на самата комисија која што се носи. Затоа уште еднаш ви потенцирам да не ги релативизираме работите. Одговорноста е на извршната власт која што во моментот гледаме дека ниту е заинтересирана, нити сака да ги тера овие процеси, нити да излезе во пресред на самата комисија во имплементација на ова. Зошто? Бидејќи самите рокови гледаме дека се втора половина 2021, втора половина 2022. Сето ова е од констатирани недостатоци кои што за жал се многу, а комисијата и вице-премиерот кој што е одговорен за корупција во владата не смогна сили ниту да се појави овде, да продискутира како што сите овде дискутираме, со сите образложувања од страна и на представниците на подносителите на оваа стратегија, која што е битна и значајна за развојот на Република Македонија. Ви благодарам.